веќе во Црна Гора, мене ми стига порака од мојата дома, као кој е познатиот италијански фудбалер? И онака ја свртам и викам, извинете, кој е фудбалерот? Франческо Тоти. И ја онака сам, аха. Кога се појавив, имаше многу, огромни реакции во мојот град. Нели, во голем од хейтери, како што се вели во средна школа. Да. И никогаш не ме заборавам, имаше некој статус, ќе кажам на кумановски. Да не ви беше бед Стеф, некој од вас никад немаше да фатите беќари. Го разбирате, така? Така да многу... Ги разумаме до толку. Да, многу ми беше нели тоа фасцинантно секогаш да го направам секој човек убав, посебно нели жените. Кога гледам целата ситуација кај нас, дека моделите не се доволно платени, нема никаков значи третман кај што се појавуваат. Знам јас значи од мојата кариера било луксус да ти биде зимно време загриено, летно време да има клима, оброк да добиеш било луксус, значи као да ви кажам, као на Survivor да идеш. Задоволство ми е да ве поздравам во уште едно издание на подкастот Равенка за успех. Во ова издание ќе имаме гости од модниот свет, интересни и навистина ми е задоволство што ќе си размоабитиме вечерва, ќе разговараме за многу интересни настани, случувања, нешто што ќе ги заинтригира и помладите, но и повозрастните се разбира. Ангелина ни е тука во студиото, Китановска. Добро. Ангелина Китановска е модел више со години наназад и мислам дека е многу интересна и како лик и како појава. Многу е привлечна како нели на сцената и како фотомодел и кога ќе ја погледнете одма коментарите на сите се колку е интересна и убава, симпатична девојкава. Добро ни дојде во подкастов Ангелина. Добро ве најдов и фала за убавите зборови. Ја не ги штедам зборовите кога навистина тоа го мислам, значи не го кажувам ако не го мислам, чисто за да не лети ласкам, меѓутоа кога навистина имам чувство дека треба да се каже нешто, тогаш го кажувам. Ти се издвојуваш нели со таа своја специфика, а и си многу амбициозна и затоа мислам дека би сакала онака да споделиме искуства од твојата работа, од све она што се случува на модната сцена, затоа што кај нас малце затаи во еден период сето тоа, па ти беше иницијатор за некои нови проекти и настани и ете, на почеток нема све да кажам, имаме време пред нас за да збориме и да отвориме многу теми. By the way, нели не си само ти во студио. Секако. Стефан Соколовски ни е тука со нас, Бед Стеф, попознат на јавноста, значи како Бед Стеф. Интересен надимак. Па да, така ми стана уметничко име уште на почетокот и мислам фала Богу тоа остана и се гордеам на тоа искрено. Да, ти си значи многу активен, многу си присутен на големи модни случувања не само во Македонија, него и во цел свет. И тоа што имаш пристап таму, и тоа што го објавуваш на твоите социјални медиуми е интригантно и мислам дека е енигма за луѓето како стигна Стефан до таму, кој го покани, што е тоа што го издвојува од другите и така натаму, ама тоа све ќе споделиме во теков на разговоров. Токму така. Се осеќаш убаво пријатно? Да, чист ми е туку што сме заедно во самиот тек и почетокот на твојот подкаст и се надам дека ќе уживаме и ми е прекрасно да бидам со две вакви дами. Ето, и нас не исто задоволство, пошто знаеме дека ти си онака баш човек што сака да се зборува, опуштен и многу ми е попријатно кога не мора да ве отворам да зборувате, вие едноставно тоа така ви оди, ви лежи да си кажете, да си се отворите, да си правиме муабет. Ајде ќе почнеме Стефан од тебе, пошто еве едно машко ни е тука во студио. Како почна, како си го откри талентот за фотографија? Равенка за успех ни се вика подкастов. Значи, за да се стигне до некој успех животен, е навистина не толку едноставно, но и секој си има некоја собствена формула како да стигне до тој успех. Затоа сите мои гости на некој начин ќе си го откријат оној момент кога им кликнал моментот на идејата, кога се случил успехот, што е тоа што го сметаат за свој животен успех. Не е секогаш успех само на работен план, нели? Некогаш се и надминување на некои големи животни проблеми или ситуации. Во твојот случај, пошто си специфичен како фотограф и одиш далеку од нашите граници, нели, она што го кажав на почетокот, би сакала да ми кажеш како стартуваше, значи од каде дојде моментот дека ти тоа сакаш да го правиш, од каде си го откри талентот?
Па, се почна во моите средношколски денови, на моја 15 годишна возраст. Бев од секогаш имав привилегија да бидам окружен со прекрасни девојки и тоа беа во главно моите пријателки. И нив ги скицирав на почетокот, но некако цртежеве на хартија не ми беа доволно живописни и сакав тоа да го преточам во дигитална уметност, односно во фотографија. И така кога доби својот прв фотоапарат, почнав да фотографирам и во неколку месеци веќе стана голема фама. Сите во околината во мојот град, локален град во Куманово, почнаа да се распрашуваат како да ме закажат, да ме блокираат и така натаму, бла бла бла. Од тука секако нели во Скопје и по некои 2-3 години стартував со интернационална кариера и нели тоа више е историја. Да. Така да штотите беа многу мали и се надеваме чекор по чекор да ги правиме поголеми и поголеми. Ангелина, ти ми рече дека не баш од многу млади години почна да се бавиш со оваа работа, значи негде од колку години стартуваш? Од 18. Да. Добро. Што за модел и не е толку рано. Па дефинитивно повеќето модели почнуваат од 15-16 години, а јас од 18, затоа што никогаш во животот не се гледав како модел, туку почнав да студирам моден дизајн, па тоа ми беше начин да се најдам јас позади сцената. Затоа што многу е полесно се најдеш како модел во квалитетна средина модна, неголи како студент по моден дизајн. И некако кога почнав на почеток, интересно ми беше, ама самата професија или хоби, како да се изразам, ствара зависност. Прво беше, ајде еднаш, 2 пати, 3 пати, па пауза, никам веќе, па пак никако те бараш да бидеш пред тие рефлектори, пред објектив. Самото чувство кога ќе се видиш на фотографија или на видео после тоа, не знам, мислам дека сите модели за тоа живееме, да го видиме финалниот резултат. Ти рече дека студираше моден дизајн, во класата на Ношпо. Да. И после тоа продолжи во Париз. Во Париз, да на моден бизнес. Надоградиш. Да. Тука некаде веќе се самоспозна и знаеше каде Па понатаму. имаше голема пауза искрено тука, затоа што во Париз мислам дека заминав на мои 26 години. Или 27 години. Ми требаше време да сватам дека едноставно, мислам од секогаш сум сакала да учам, ама со самото темпо и се што се случуваше никако нема време за тоа. И кога се деси ковид периодот, немаше што да се прави, нели не смеше никаде ни да шитаме ни да одиме. И би реков подобро веќе кога седам никаде да седам во Париз, неколи да седам во Скопје. Па добар избор. Дефинитивно. Научи многу таму. Што е она што ти беше нели поинакво за разлика од она што го стекна како знаење тука? Се беше поинакво. Мислам, имав стварно многу добра база, ама сепак се работи ваму за дизајн, ваму се работи за бизнис. Така да кога се учи за дизајн, се учиме како да кроиме, како да шиеме, како да цртаме. А кога се работи за бизнис, учиме како да лансираш бренд, што е брендинг, како да се води маркетинг. Значи, дури во продавница, кој е топло, кој е ладно место да поставиш облеката, значи кај се движат највеќе купувачите, кај не се движат. Така да се работи, иако малте не истото, мислам се работи за истото, се работи два различни начини на гледање. Така да тогаш сватив дека многу ми е поинтересно вториот дел и заради тоа тогаш открив што сакам да правам понатака. Да, па добро, види со текот на искуството и се надоградуваш и веројатно и се самоспознаваш, а и го менуваш ставот и односот кон работите. Стефан, на почетокот кога почна да ги фотографираше твоите другарки и она се што обкружуваше, што е тоа што најчесто девојките бараа од тебе? Дали се презахтевни, да кажам, во смисла на тоа да направиме поубава, среди го ова, среди го тоа. Напорно ли ова немој да ми го фаќаш нели во кадар тоа, како? Нема да се верува, сега ми дое мисла една многу интересна. Во тоа време нели по-актуелно беше Facebook, Instagram не беше толку актуелен. Имаше, мислам кога се појавив, имаше многу, значи огромни реакции во мојот град. Нели во големо од хейтери, како што се вели во средна школа. Да. И никогаш нема да заборавам, имаше некој статус, ќе кажам на кумановски. Да не би беше Бет Стеф,
некои од вас никад немаше да фатите беќари. Го разбирате, така? Да. Така да многу Ги разумаме до толку. Да, многу ми беше нели тоа фасцинантно секогаш да го направам секој човек убав, посебно нели жените. И сега да, јас во повеќето случаи сум повеќе психолог и хирург од фотограф, но тоа е тоа што ме прави мене посебен и поразличен од другиве. Јас никогаш не сум барала да ме досредуваш, секогаш перфектна Да. сум била. Тебе не е потреба за многу. Тоа да, минимални корекции. Само некогаш кога треба шминка и фризура. Така да, нели, секако тоа е умешноста на некој начин, а и зависи до кој размер треба да се оди. Но жените ги имам простудирано буквално, односно магистрирано во психологија, така да немам никаков проблем и тие се мојата најголема инспирација. Интересно е, со жени е напорно можеби да се работи кога ете баш тој естетски дел е во прашање, затоа што секоја си се доживува на различен начин. Секоја се наоѓа нешто што и е мана, а уствари тоа никој не го забележува освен она. Сите тоа го правиме. Јас Баш. истото викам, дај ми огледало, имам забава до безсвест, значи не ми е досадно, ќе си наоѓам мани до Да. до крајот на светот, значи без проблем. Тоа што кажа да, Те иритира некој некој да. што? Нормално, нели, ви и сама знаеш, сама да кажа, жена како жена, сама Да. признаваш колку е, нели, комплексно некогаш и тешко со вас, но од друга страна секогаш интересно, динамично. Најмногу можам да кажам дека понекогаш најдам многу лимитирачки кога ќе ми кажат не е овој профил, овој е бољи профил. Значи тоа е нешто што Да. за мене е бизарно и смешно и на моја камера нема лош и добар профил. Значи јас да ми одлучат профил да направам да изгледаш одлично. Ама тоа не го разбира секој. Ама повеќето го имаат тоа. Имаат или буквално или лева или десна страна. Јас на пример имам амфас. Да. И ја најубаво излегувам кога ќе застанам право во камера, Да. за разлика од странично. Па да, ама тоа е твоја перспекција на твое лично бавење, тоа како се гледаш ти сама. Да. Дефинитивно. Ако те работи уметник и интернационален фотограф, те гледа од друго светло. Ја Нели? тебе те кјутам. Така да. Тоа е нели целата филозофија кога Да, веќе не е перцепцијата иста, Да. нели? Мислам јас секако може да го направам исто на некој фотограф. Мислам тоа Да. е во нашата природа да Да. се Да. гледаме на одреден начин. Мислам тоа е психологија веќе. Да. Така да, нели. Ангелина, ти го инициираше и го направи Скопје Fashion Festival. И мислам дека тоа беше во еден период кога малце затаија оние модни настани. Ја направи таа иницијатива и добро дојде за сите луѓе кои сакаат нели да следат модни настани. Да, па тоа мислам дека беше 2022, значи си уште траеше ковид период. И идејата ни онака ни дојде каде што јас и Милан, партнерот мој, бевме излезени на пијачка, значи ништо не работевме претходно и сега никогаш и треба кога ќе се најдат двајца и кога ќе сватат, например, јас секогаш сум сакала да го работам тоа, исто и Милан. И кога седнавме и кога свативме дека заедно сме добар тим за тоа, Да. и беше ајде ќе почнеме. Првиот настан беше стварно мал, мислам и во тој период ние ни можевме да биде нешто поголем, затоа што нели имаше лимитирање со гости, со дистанци, Да. со се. Ама по друга страна, мене ми е мило што гледам дека многу инспириравме последниот период и јас секогаш викам нека има се повеќе модни настани, значи Токму така. модата е убава работа за се слави. Ни Да. требаат повеќе настани каде што би се дотерале, би се виделе ние, нели од нашата бранша да се дружиме. Јас секогаш ги поддржувам модните настани, значи нели секогаш е убаво да се има и конкуренција. Значи, за сите има место на пазарот, нема потреба ни од делење, ни од Сметаш ли негативни дека има медија. доволно дизајнери квалитетни кои треба да се представат на сцена? Да, имаме стварно многу квалитетни дизајнери во Македонија, само некако мислам дека сите почна да се обесхрабруваат. Сега тука мислам се работи за многу поголема тема, подлабока тема, економска на народот и како народот ги сваќа тие работи и брзите брендови кои што се појавија, значи во Македонија, брзата мода. И криво ми е што многу дизајнери се обесхрабрија. Од друга страна, искрено, нашите дизајнери кога е доделе во странство, секогаш биле пречекани и со големи овации и со големи пофалпи. А ние самите тука кај нас не ги цениме. Да. Стефан, ти често пати, како што кажав, патуваш, правиш фотосесии за познати дизајнери личности, што е за поздрав. Ете, Филип Thank Лейн you. ќе го издвојам и многу други, веќе не наброиш ти сам, што све работеше во периодов и што се беше од баш така светски размери, кои што се работи за веќе висока мода на ниво на цел свет. Оваа година за мене беше многу продуктивна, но и многу турбулентна од друга страна.
И тука тука би сакала да се навратам на една ситуација, еден разговор кој го имаше со Игор Џамбазов во првата епизода, каде што кажа дека некои успеси едноставно немаш време да ги доживееш. Така, со мене се деси на некој начин слично, толку многу работи се случи во еден краток период, во краток временски интервал. Имав патувања 5 држави во еден месец и толку огромни кампањи каде што некогаш немаш време да го процесираш сето тоа. Да. И само Тоа е одиш на напорно наредното, темпо, да. дефинитивно. Така да оваа година може да се пофалам дека ми се деси едните од најзначајните мои клиенти, кампањи за Филип Лейн, кој е веќе мој соработник со години, Џон Ричмонд, дизајнер кој многу го почитувам и многу сакам, уште како дете. Сега најновата беше Ели Саб во Париз, за првата прет-а-прот линија, односно ready to wear колекција, за разлика од поранешните гламур и венчаници што ги работи. И MCGM, Massimo Giorgetti, дизајнер кој е многу почитуван во Италија и на многу високо ниво. И тука би ги споменал Дъх Руф Капур, бренд кој многу често го носи Кендал Дженер, и Андерсон Бел. Он исто така многу по-авангарден и по-пристапен и по-познат дизајнер во азискиот дел од светот и во Јапонија. Како стапи во контакт? Како те препознаа тебе? Како ти излезе од овие мали граници па дојде до нели сето тоа? Да, тоа се не ме прашуваат. Сега конкретен одговор на сето тоа нема, бидејќи тоа е нели следно действување на активно што работам 13 години последно во моја кариера, и тука се веќе стварни контакти кои се круцијални за сето ова да се деси, но може да кажем дека најпрост одговор би било преку PR агенции кои работат за Сиденив. Така да се почна првично кога ме ангажираше Филип Лейн минатата година, мислам дека беше јануари, така нешто. Од тука се роди соработка со Џон Ричмонд и потоа имаше две слични средби со други PR агенции од тој тип, каде што ме побараа директно од тимот на PR менеджмент и communication тим менеджер на Елисап. Така да генерално тимови кои работат за брендовите ја следат мојата работа, ја пласирам на социјални мрежи, преку списанија и едноставно. Што бараат обично тие големи дизајнери? Што е она што е препознатливо кај тебе или те издвојува за да те нели ангажираат? Обично И сигурно имаат некое барање, нели, кога ќе дојдеш во контакт ти викаат сакаме ова и ова, Да. така и така, по тие и тие стандарди. Токму така, браво. Барањата се секогаш многу концизни, многу оштри и мора да бидат воспоставени по протокол. Доколку не се, автоматски немаш соработка понатомашна. Така да, јас обично ме ангажираат за фотографирање лукбук во бекстејдж, пред секоја Милано Fashion Week или Париз Fashion Week нели ревија. Така да тука веќе се дешава комплетна хаос и од тебе бараат да си 100% флексибилен и брз, да знаеш да дадеш конкретни упатства на моделите и да знаеш за многу краток, ултра краток временски период да заработиш што повеќе лукови. Јас сега ако сум платен, само ако сработам 10 минимално лукови, односно 10 креации, доколку не успеам да сработам под 10, автоматски пропаѓа целиот ангажман. А тоа е некогаш навистина невозможно, бидејќи имаш асистент кој ги брка моделиве со одредени бројки, со лукови кои ти ќе ги избереш. Мислам, некои брендови ти даваат слобода да бираш, некои брендови ти кажуваат они кои сакаат, распределени се. Така да тука навистина луѓето што во модната индустрија знаат дека секогаш е многу стресно во бекстејдж, но јас имам многу голема мотивација и желба да се докажам кај нив и едноставно целам кон таква клиентела и поради тоа давам се од себе да биде така како што замислувам јас. Браво. И успеа да го изреализираш тоа што беше побарано од тебе? Па, фала Богу, во 90% случаи да. Еве со Филип секогаш ги објавува моите фотографии, секогаш сум јас првиот на листа за фотографии во бекстејдж. Сега веќе имам супер комуникација и однос со сите екипи, сите членови на овата екипа, со неговата прва супруга Фернанда од Бразил, со неговата PR менеджерка Наоми, со Джек од Мексико, Федерико за Италија. Мислам сите делови од неговиот тим во целиот свет. Супер. Така да, кога одам во бекстејдж веќе автоматски ме поздравуваат и ми кажуваат Гранде Стефано. Браво, честитки. Thank you. Ангелина исто работеше со доста дизајнери, со доста нели ангажмани кои ти беа така забележани, кои се и надвор од Македонија. На кои би ги издвоила ти како позначајни во твоето портфолио?
Па вака нормално кога ќе ме прашаат, кога работиш веќе 13 години, искрено не можам да се сетам на повеќето работи што сум ги завршила и многу често онака знаеш кога ќе ти излезе на мемориз, на пример фотка некоја, си кажеш и ова фотосесија сум ја заборавила. Ама од друга страна можам да издвојам еве минатата година. Мислам, по последниот период повеќе во Косово работам, затоа што модната сцена во Косово се крена, можам да кажам, стварно, за разлика од цел Балкан има голема разлика во тоа што прават. Да. За Валдрин Саити ја снимавме минатата година колекцијата за венчаници. Тоа беше работевме со режисерот што ги работи на Или Сапи Зухари Мурат. Тој беше Памтам, да. Тој беше тоа еден преубава кампања беше. Од други работи, мислам... Ми кажа дека тој дизајнер работи за Бионсе, работи Да, ги обликува сите познати, значи Бионсе обликува, Кардашианс ги обликува, последно баш видов Сиара има обличано. Така да константно се води по тие Холивуд стандарди. Дренуша Джара исто, значи тука и таа е некаде, кога се работи за косовската мода, затоа што пак викам многу напред од сите други. Друго, рекламата што снимав со Франческо Тоти. Да, интересно. Да. Ајде и ти кажи ни како стапи во контакт, како отиде до таму? Преку агенција што работи кај нас, ме најмија и беше кажано дека ќе снимам реклама со познат италијански фудбалер. И ја викам, окей, супер, мислам, се беше во ред, тргаме се и као што рекламата снимаше во Црна Гора на Свети Стефан. И онака само као што мислам легувам веќе во Црна Гора, мене ми стига порака од мојата дома, као кој е познатиот италијански фудбалер? И онака ја свртам и викам, извинете, кој е фудбалерот? И викам, Франческо Тоти. И ја онака сам, и пишувам, некој Тоти. Така да не пратиш фудбал. Не наравучинија дечки, онака, едуцирајте се барем малку околу спортот, затоа што беше најдобро беше реакцијата од мојата дома, као, окей, звездо, некој Тоти, као што ти е? И онака ми беше срам, после мислам кога самата отворив да изгуглам, као викам, леле, бруко, мислам како стварно. не го познал. Не, стварно мислам тоа веќе не се работи за кого било, тоа веќе општа култура. И стварно ми падна онака срам, ама можам да кажам стварно професионален однос, предобро беше се околу организацијата, од неговиот однос према другите што спрема целиот тим. Да. Така Супер. да беше прекрасно искуство. Прекрасни 3 дена. Мора да се надоврзам на тебе да ти кажам дека имав слична брука, ако може така да ја кажам. Во Милано во Чересио 7 во ресторанот на Дискуер на браќава Данедин. Седима некој тука бизнис останок и доаѓа Златан Ибрахимовиќ, го кажав правилно. Да. Го научив. Во тој момент јас него не препознав, мислам знам дека е некој спортист или така нешто, но мислам дека е некој италијанец. И тука ние седиме и тој што е social media менеджерот на Discord, вели, oh, there's one guy from your region, from Balkans. И као, where from, као, which country? Босна или... Да, од Босна е. И ја тука веќе сваќам дека е некој наш, као, нели, од Балкан. Значи ти си бил звезда како мене. Ние не ги познаваме другите. Не знам тоа колку е добро, али ете. Еле срамота. Да, сега веќе малку се зацираме во спорт. Замислете сега што не слушаат луѓето што сакаат спорт, што мислат? Да, ма они не ги знаат по овие другиве дизајнериве. Браво, да се ми живи здрава. Кој на што се фокусирал во животот? Јас никогаш не сум гледала спорт. Така да. Колку што си е народно казано. Ајде сега малце вака критики или пофалби за нашава модна сцена. Стефан, како ја гледаш ти нашава модна сцена вака сега кога веќе си имала искуства надвор и кога знаеш нели како функционира модниот свет? Кај сме, шо сме, каде котираме некаде? Да, тоа многу чисто. Депте сме доле. Тоа многу често ме прашуваат и секогаш се обидувам да дадам правилна паралела, но мислам дека не може воопшто да се направи паралела. Еве сега како последен настан може да го споменам, нели, Скопје Fashion Weekend и можеш да замислиш кои се моите очкувања тука и на Парис Fashion Week и на Милано Fashion Week. Мадрид Fashion Week, Берлин Fashion Week, и да е. Значи воопшто не правам паралела. Многу ми е подраго што тука сум, нели, во Македонија зборам на свој мајчини јазик, гледам луѓе што ми се драги, не мора да зборам на англиски јазик, нема потреба од филозофирање, пренамагање, глуматање.
Тоа е полесно, но од друга страна не ми се допаѓа што тука кај нас многу дизајнери не го ценат имиџот што треба да го пласираат на јавноста и не инвестираат доволно во своите кампањи и секогаш штедат на тој дел кај што е всушност клучен и круцијален, дека кампањите треба да ги представат на адекватен начин на публиката со цел да се продадат сите парчиња од колекцијата. Додека во странство секој дизајнер целно одделува буџет за тоа и секогаш даваат плюс финансии за билборди, кампањи, каталози, зубови модели, убави шминкери, убави фризери, убави фотографии. Едноставно се да е спакувано. Тоа сега прашам, дали е проблемот во дизајнерите или е проблемот во буџетите што со кои може да располага? Мислам дека не е секогаш буџетот во прашање. Да, мислам дека тука малку се знаеш како сме за сите останати во времето кога немало потреба од голем маркетинг. Значи тоа word of mouth, кога се збори, нели, кога некој ќе те пофали е најдобро. Абе сега моментално сите најголеми брендови луѓе направија бренд сами од себе, баш заради тој маркетинг. Кај нас не го користат маркетингот на правилен начин. Значи, никој не размислува да направи нешто ново, нешто што да следи некој тренд светски. Кај нас дизајнерите се научиле на тој лукбук, покутово нели ни едиторијали не прават веќе. Не знам што е дури некој. Значи, само лукбук имаш класичното, дури никој ни тоа го немаат. Моментот е тука што нашите дизајнери од една страна дел од причината се финансиите, економската ситуација, затоа што нашите дизајнери никогаш не можат да продадат за цената што можат да продадат светски дизајнери ни приближно. Значи нашите дизајнери се мерат со една зара кај нас, што е стварно смешно и понижувачки кон модниот дизајн како струка. Затоа што тие парчиња се шијат милиони во светшопи, во Кина, во Бангладеш и таквите држави каде што земаат буквално $1 дневно тие. Значи работат цел месец за $30, каде што нашите дизајнери треба да имаме ние тука лимитирани сме со материјали, лимитирани сме со работна рака. Значи каде што стварно треба да се измачат за тоа, ама моментот е кога толку се мачат и на крај ти кога ќе го имаш производот, ти да не се одлучиш стварно да се потрудиш на некој начин да инвестираш, е малку моментот што ми е изненадувачки, затоа што јас самата имав мој бренд, каде што сама се финансирав како почетник и буквално не штедев за кога се работеше за маркетинг. И баш си имав најдено начин како ќе, пошто ќе биде мојот бренд различен. Мојот бренд беше на 3 сестри, на моите сестри, каде што ние бевме заштитни лица на брендот, каде што секогаш имаше различна фотосесија и каде што се најмуваше цел тим за работа. Сите сакаме да заштедиме. Кој не би? Ама на крајот од денот тоа ти е многу битна ставка, дали ти после тоа ќе заработиш или не. Затоа што не сите, знаеш, не сите се среќни со малку пари да направат многу пари. Работите, но не ги работат до крај. Тоа мислам дека е главниот проблем кај нас. А тоа е клучниот момент, нели, кога веќе си дошол до тоа. Се презентира до јавноста. Па и буквално кога бев на студија во Париз беше моментот кога ќе ме праша за настан во Македонија, моден, значи, затоа што моите колеги беа низ цел свет. И мислам и тоа беше причината зашто го почнав Скопје Fashion Festival. Значи, немав зашто да зборам. Значи, кај се промовирате и слично и онака беше, као во тој период немаше ни еден настан. Тишина, ама за разлика од порано, например, падна сето тоа. Иначе претходно имаше многу модни настани и случувања. Добро, и ковидот си го направи своето, ама во светот ништо не застана. Освен кај нас, ние застанавме во се. И беше моментот кога ќе ме праша за брендови, значи за настани, за што, и онака бев као, луѓе, не знам за што да кажам, со што да се пофалам. Стварно, онака, тој период беше срамен за модната сцена кај нас. Додека играш на Мегавин, можеш да го добиеш ова BMW. И додека се прашуваш каде да заминеш со него, можеш да добиеш уште многу вредни награди. Играј на Мегавин. Можеш да добиеш многу вредни награди, како и ова BMW. Мислам дека за живо се полека се случуваат некои настани и на музичката сцена, и на модната сцена, и на се она што беше во затишје некој, не знам зашто, дали ковидот го направи тоа, ковидот сигурно го направи, ама и претходно имаше еден таков период кога одеше у надолна линија се.
Па сега веројатно се враќа таа енергија Кога на... сите очекуваат дека кога цел свет се смени, а ние уште тука чекавме да се тера се по стариот тек. Да. И нормално е. Сега мислам, секој настан живе од спонзорства. Порано беше многу полесно да се земат спонзорства. Зашто? Затоа што настаните би единствен начин за маркетинг, традиционалниот маркетинг. Не е како сега што, значи, social media се смени кај на социјалните медиуми, го сменија цел тек на маркетингот што се Во случува. светот, не И само да, кај нас. не само кај нас, ама не, во светот одамна веќе се привикна. Да. Кај нас некако малце шок им дојде тоа. Поготово кога фирмите си рекоа, па добро, ние ќе си пуштаме спонзорд реклами, зашто да ги даваме парите на настани, поготово кога ти дава на настан за едно лого на прес-зид да објавиш. И тука беше, мислам, шок за сите. Кога сите сватија дека сега многу е потешко. Не е веќе така лесно, немаат веќе фирмите буџети на настани само, туку Да. ги пренаменија своите буџети на други работи каде што може да се одвива промоцијата на брендот. Така да се си повлечена, така. Да. Фала му на Бога на подобро оди, и затоа викам, старно ми е мило кога гледам и многу нови настани. Сигурно. И не само настани, кога гледам дека и на поинаков начин почнуваат и медиуми и се да се активираат, иако пак немаме добар моден медиум во Македонија, некој што ги Прво следи. имаше колку што се сеќавам и емисии за мода, не знам сега како стојат тие Па работи. мислам дека моментално Нема ништо така. иако има не е нешто што А стварно модните е гледано. агенции? И ТВ како медиум не е веќе тоа Не што е беше. веќе, Еве да. сега што сме веќе во подкаст, тоа кажува Да. колку еволуира ТВ индустријата и се Па, преименува во друг формат на Апсолутно, да. публика. И Се во порано друг имаше формат. и многу и Луѓето модни веќе не агенции. може да се ограничат на тие термини што се на телевизија, Да. значи мора Токму во тој така. период да Да. седне пред Еве јас телевизија. лично телевизија гледам еден ден во месецот. Максимум. И тоа не е цел ден, туку делчиња по дел низ Да. дома кога вршам некои активности. Па пак и MTV не гледам Адрија. телевизија, пак мислам ке си пуштам да си гледам некој филм. Да. Значи, ке си пуштам Мили. Netflix, Disney Plus, има милион платформи каде што може да гледаш. Да, да. Зашто што ќе го Нема и пуштам. главниот момент е дека секој си бира кога што гледа. Ако Да. сакаш да чуеш нешто и да, сега сакам нешто модно си Па и тоа ќе гуглаш и пуштам, наоѓаш ќе пуштам филми, ќе ми задзвони некој за работа, нема пауза. Значи Да. не можеш да се изгасиш од светот веќе. Баш Да така. можеш да се фокусираш. Едноставно го немаме веќе го немаме тоа тој луксус го немаме. Токму така, да, баш. Што има она што е пример, неве, интересно кај Стефан што му се случило како некое искуство што би го споделил, ете со непријатно или пријатно со некој модел, со некој кој те ангажирал. Има ли такви моменти кои некогаш што обесхрабруваат или пак ти даваат некој импулс повеќе? Многу случувања има, многу дешавки, сите знаат дека со мене на фотосесија е многу интересно секогаш и дека секогаш различно искуство. Што се однесува до ова што го спомнала за обесхрабрување, може да кажам некоја вистина која навистина многу ретко се кажува во јавноста и да не разрушам некој табу што сите го мислат за модниот свет, дека секогаш е се сјајно убаво. Мора да кажам дека модниот свет е многу токсичен свет, каде што да Дефинитивно. опстанеш ти треба енормни финансии, многу јак желудник пред Да, се. дефинитивно треба да бидеш да имаш живци на мртов конј, Токму значи така. да ништо да не си земаш при срце. Затоа што најчесто нема добар коментар. Или ако е добар коментар е најчесто саркастичен. Да, и многу, мислам, луѓето во модниот свет, ќе го кажам најве зборот фейк, значи многу се лажни и многу има потреба од глуматање. А јас сум човек кој има многу отворена енергија и многу мразам да глумам, значи глумам само кога морам, скоро никогаш, а не сакам. Така да тоа може да го споменам, сите луѓе, еве, особено сите млади кои сакаат да се впловат во овој моден свет, да се вклучат исклучиво ако имаат огромна љубов кон тоа што го работат, Да. бидејќи тоа е единствена раранка за успех, колку да звучи клише, љубовта кон работата може да спаси од овој токсичен свет. Дефинитивно. Јас истото затоа што од скоро почнавме со модна агенција Max Models. Да. Да, и истото им го Е, кажувам. Mac Models не постоеше предходно? Mac Models на А, времето. Mac, Јас бев аха. во Mac Models, значи Така. кога почнав. Сега мислам името потекна не од Mac Models, туку од Max Management, од Аха. нашата маркетинг агенција. Аха, тоа се е Да. Max Models. Max Models. Истото им го кажувам и нив. Значи, не е само доволно да бидеш убава девојка, згодна, висока, што се бара. Најчесто за да бидеш не само као модел, туку и во тој свет, треба да сакаш работата на некој начин, да бидеш мазохист,
Затоа што од сите страни ќе те напаѓаат, значи ќе бидеш успешен, никој нема да ти го признае успехот прво и браво. основно. Основно очуванија. Секогаш ќе биде дека некој стои позади тебе, некој те турка. Зашто таа не е ни толку убава, не е ни толку згодна, нели, не е ни толку добар. Што е работата? Ева, значи што е работата, сепак има нешто зашто. Да. Зашто е тоа? А никогаш не е дека некој те турка. Барем во модниот свет никогаш не успева ако ти имаш некој што ќе те гура понатака, тогаш им ствараш аверзија на сите што работат во така. модниот свет. Тоа е Че контра. тоа е контра. Како да не успееш во модниот свет е равенката. А и оној момент што секогаш девојките кои се убави на сцената се као осудени дека они не се доволно паметни, они се само Да, тоа е убави. клише, да. Да, тоа клише, да, тоа клише е сигурно секогаш. нема врска со тоа. Па, И тоа е глед- стереотип едноставно. Стереотип, Да, тоа е апсолутно. стереотип што на крајот од денот мислам дека тешко никој да ќе го победи. Многу застарен стереотип и мислам дека тоа е само за луѓе кои веруваат во стереотипи и се застанати во време на Југославија. Значи јас знам многу успешни топ моделки кои се магистарки со огромно IQ, со докторати, со успешни мисии, успешни кариери, предприемачи. Да, и си ова име како дополнителна. Абе на крајот на денот мислам дека Работа. убавината нема никаква врска со Со- амбициите. апсолутно. Значи има и убави девојки што се неамбициозни, има и помалку убави Е, девојки браво. што не се амбициозни и vice versa. Значи нема тука дека изгледот тебе ти кажува што и како. Можеби некогаш во времето било полесно за убавите девојки, па им давале работи на ми биле послужени. Моментално можам да кажам дека тоа не е случај, па сите мора и да се трудиме и да работиме. Да. На крајот од денот и секој по своите заслуги си добива. Па тоа е веројатно и предност, нели, кога имаш убав изглед, на некој начин можеби полесно можеш да пристапиш кон работите. Секогаш вратите се поотворени, нели? Мислам дека енергијата е во прашање, не е ни толку изгледот. Има некои девојки што на изглед не би ги класирале во лепотици, ама кога ќе ја видиш, ја носи енергијата, така да тогаш секоја врата е отворена кога ти имаш убава и позитивна енергија која носиш со себе. На крајот од денот ти ако си преубава девојка за арогантна, Да, нема Пали да се ни во вода. да, 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 дефинитивно. енергија дефинитивно се бидејќи јас си имам сретнато со многу врвни на топ фотографијата моделки. се забележува И енергијата. те како? Мислам Секогаш. јас првично кај било кој човек прво енергијата приметувам, а сега кога за фотографија сум имал некои прекрасни стакло девојки кои што се буквално мртви пред објектив. Да. И ти многу тешко можеш да извлечеш живот од неа. А има девојки кои не се толку маркантни и харизматични во живо, но пред камера се даваат максимално и тоа секако се чита. Па И мислам имаш дека да. мотивација да работиш со таков човек. Така да Тоа е тоа што го вика микс фактор, што го бараш. Сигурно објективот кој некој го, зрачи. го лови тој момент. секако да, енергија да, дефинитивно. Па зрачи, затоа викам Интересно. тој X факторот што се бара секогаш. Значи без разлика што е како е. И во која и да е професија. Значи па секаде треба да си пакет. Да. Значи никогаш не е само една работа што е потребна. Да. Имаш еден цитат кој сега ќе го искористам, енергијата е тоа што те представува без да проговориш ништо. Така да мислам дека тоа кажува све. Дефинитивно. Стефан, за тебе морам да кажам дека сме имале соработка и сме соработувале, нели, сме комуницирале во тој период околу соработката и се. Ти си човек што секогаш е позитивен, секогаш е насмеан и секогаш пристапува весело кон работите, за да така ја подигаш целата енергија и на девојките и на се што е околу тебе. Ти секогаш така се чувствуваш или тоа ти е механизам некој веќе разработен како да пристапиш за да биде нешто Да, успешно? многу ми се допаѓа начинот на кој го опиша тоа секој на кој го представи. Па искрен да бидам, до сега 90% од случаите сум благодарен што било така, навистина. Нели секако има моменти кога нели некој ден не си расположен, Да. не можеш да бидеш во можност да ги хајпаш сите околу тебе, да си секогаш што е лидер како што секогаш сум, но 90% од случаите тоа е природно, да. Сега некогаш во тие 10% се обидувам да се ставам во некоја дупла улога кога е потребно, но генерално гледам да тоа да е природно. Ангелина, кога станува збор за фотосесии, за настапи, за реви и така натаму, килограмите се исто така битен момент. Ти се случувало ли тоа да ти представува проблем да се бориш со килограми, да те води ли тоа кон оние поминување на тие граници према анксиозност, према Нормално. преслабување? Значи, мислам дека од кога знам за себе, јас мислам дека сум дебела. Значи, додека не дојде еден период каде што
се здебели, сите викаат дека тоа не беше нешто многу, ама тоа во мојата глава веќе беше Страшно. да, дефинитивно страшно. Знаеш кога си гледаш старите слики си кажеш, кај ми бил паметот, значи види каква сум слаба. Како, ама мислам дека тоа е сепак во главата. Да. И сега мислам, одлично изгледам, се врати во тоа и пак има моменти кога јас се гледам во гледало, викам, пак сум дебела. А совршена е. Значи, на крајот од денот мислам дека никогаш тоа во женската психа нема да се смени. Не е Никогаш, само да. кај мене и со така се тешам. Дека не е само кај мене, Сите жени, дека не е тоа- проблемот во мене и се викам ајде супер си ќе пројдеш и пак онака ќе облечеш нешто леле видиме колкава сум. Ама на крајот од денот јас сум си голем гурман. Така да сакам. треба да се ужива Да во си ја животот, сакам да. храната. Тоа е Сега некогаш реално. стварно. Стефан, кога фотографираш девојки, по-убаво ти изгледаат девојките што се преслаби или што имаат малку облини? Сега зависи која е намената за која фотосесија, колку се некои така по екстравагантни парчиња, може да биде по компактен слаб модел, доколку се некои така по креации со облини, по џуси, на по секси фазон, тогаш може да е девојка со облини. И сега кога зависи најмногу од себе кажал, не е битно дали е слаба или дебела. Најбитна е конституцијата на телото и body shape, Складност. односно Да. обликот на телото. Ама и самата облека диктира каква девојка треба да има. Да. Стилот. Да. Така да тука мислам дека е клучно стилот на тело кој го има и стилот кој знам таа го носи. Едноставно и како се носи со таа гардероба. Дали е само со самодорба се носи или без самодорба. Да, сигурно е оваква многу важно. Дали ја носи облеката или облеката ја носи нејза. Браво. Тоа сакам да го кажам. Ме прочита. А порано имаше доста избори на мис, имаше такви некои случувања. Фали ли тоа? Што мислите дека тој таков избор селектирање Сега на мислам девојките? дека имаше нешто скоро такво, нешто, да. Фали затоа што првично мислам дека нели избор на мис не е само бирање убава девојка. Најчесто треба девојката да има некаков талент, некаква мисија, најчесто таа е хуманитарна мисија. Да, кај нас проблемот е што мислам дека и тие мисеви изгубија целата смисла и тие мислам овие што функционира овие неколку последниве години ги обесхрабрија девојките да се пријавуваат на тие што се стварно квалитетни мисеви. На крајот од денот не секогаш манекенка може да биде мис. Значи тоа мислам дека се две различни работи. Не е само да знаеш ти да застанеш и да позираш, а и да мислиш дека можеш да завршиш целата работа што треба никоја мисица да ја заврши. Мислам дека малце покомплицирана филозофија тука. И ни фали едукација првично, кој може, како може и што е целата работа и зашто треба да се залага таа личност, значи пред се во животот. Што работиш со девојките кои ти се во агенција, те кажа дека отвори агенција, сега сигурно работиш со млади девојчиња Да. кои што туку навлегуваат во овој свет на модата и сигурно и психолошки ги приготвуваш, мимо тоа што нели им даваш совети за држење и за однос на сцената и се тоа, меѓутоа не психолошки моменти, таа енергија што ја зборувавме пред малку е клучен момент, нели? Што е она што им го советуваш најчесто? Па јас гледам дека многу девојчиња Има ли веќе- интерес кај помладиве девојки? Има, значи како што поминува времето се поголем интерес. Има на почетокот, мислам, не постоиме многу долго. Мислам, постоиме ние како организација, да, ама претходно немавме наша агенција, туку си работевме со сите модели од други агенции исто така. И на почетокот кога почнавме пред 6 месеци, сватив дека најчесто тие значи убавите девојки кои што стварно имаат капацитет не се пријавуваат и не сакаат да се поврзат со името манекенка. Значи малку тоа ми беше поразително кога го сватив, пред се затоа што и јас го работам истото. Ама од друга страна кога Колку е напорно и заhtevно. и кога гледам целата ситуација кај нас дека моделите не се доволно платени, нема никаков значи третман кај што се појавуваат. Знам јас значи од мојата кариера било луксус да ти биде зимно време загријано, летно време да има клима, оброк да добиеш било луксус, значи као да ви кажам, као на Survivor да идеш. Значи, на сето добиваш само лоши коментари од страна, као да видиме колку може да издржи девојката. И знам дека и заради целата таа ситуација Ете, видиш колку тоа луѓето кои го гледаат тоа од страна не може да го Не почувствуваат сваќаат и да го ништо. претпостават воопшто. Значи, имало ситуации каде што мене ми доаѓало да излезам со плачење од сет.
Само фала му на Бога не се десило. Тоа на крајот од еден секој сум си викала дека тоа ми е работа, остави ги Имало што ли зборат. незгодни ситуации, случаи, нели гледаме оние извадоци дека когаш ќе се сопнеш, ќе ти се не знам свитка штиклата или на неудобна штикла ќе движиш. Секогаш се неудобни штикли, никогаш не е точен број на штикли што носиме. Значи буквално секогаш или помал или поголем број, како Марфи да не следи, кој бројот што го носиш никогаш не е точен, значи. На кетвок нонстоп паѓаат моделки. Тоа си мислам више не е никој. Фала му на Бога не ми се десило, не е доцна. Нека остане така. Не е доцна да не се Нека заречам. Да, се десило нака буквално да ме подгази на сукња, манекинка позади мене, па да се деси баш на дефиле кога треба да се свртам па да ја приберам онака сукњата за да не останам подолна облека баш кога се вртам на кај камерата. Имало такви ситуации, ама од друга страна мислам дека ништо не било многу големо. Од ситуации кај што ќе паднам на сет, ама тоа секогаш било со смење. Фала му на Бога немало страшна повреда. Еднаш ми се деси пред да идам на снимање, паднав по скали сама и отидов на снимање. Со пукната рака се завршив работата, се Тоа си вратив дека дома. професионалец. Да. Цел ден бев со раката вака, значи мислам ми се гледа на спот беше снимање, се гледа дека вака ја држам раката, ама тоа беше најдобро што можев. Кренав температура, имав треска од самата повреда. Каква жртва. Па Тоа цел тим ме професионалец, да. чека мене. Значи цел тим ме чека мене. И мислам се работи за 30 души кај што работат и сега на крајот од денот ако ја откажам ќе им Треба да се треба откаже цел спот. Не, се работи во Пица Бајле каде што се снима. Значи да е во нормално време можеби ќе се јават на друга девојка, ќе нели не сум Мај тешко дека единствена. некој може баш од тој Ама момент во да Пица лета. Бајле дека никој ќе е буден, сигурно дека 7-8 ќе заглават, а веќе до 7-8 неколку сцени треба да бидат снимени. И си викаш стисни заби, имаш време за плачење, ќе плачеш вечерва, значи. Ќе плачеш дома кога ќе одиш и ќе се жалиш, Да. и ќе пиеш лекарства и се поред. Да, од ова може да изделиме на пример совет до сите надежни моделки млади, дека клучна успех уствари е кај нив, нели? Претежно е флексибилноста, Да. дисциплината, Да, одговорноста. Баш тоа сакам и да да го бидеш кажам. точно на време. Например, на Затоа што кастинзи, на фотосесии и комуникација, односи со фотографи, со шминкери, со фризери, да знаеш да го почитуваш секој член од тимот и да знаеш да изразиш благодарност и да го Да. почитуваш нивната работа. Моментално имаме проблем со тоа затоа Многу што млади многу девојки- девојки ми сакаат само да бидат инстант Инстаграм модели, каде што не сваќаат која е одговорност да имаш ти како модел. Значи ќе се пријават за фотосесија, ќе откажат во последен момент или нема да се појават или ќе идат таму, ќе глумат, значи цел тим зависи од тебе. Значи, затоа викам, треба да се свати која моќ ние имаме, дека ние сме последни на ланецот, ама од друга страна, ако мене не ми е денот, џабе име на цел тим. Значи, ако Да. ја не се насмеам во правиот момент и ако ја немам таа енергија што треба да имам, џабе е цел тим што стои тука од околу и работи, кога крајниот резултат нема да биде толку добар. Ама од друга страна, стварно е непочитување. Знам дека кај нас хонорарите не се многу добри во Македонија, не се доволно Добро, платени. меѓутоа кога веќе си се одлучил Ама да да, работиш кога тоа, веќе тоа е си се тоа. одлучил, треба да Од тебе зависи. сватиш Тачно. дека колку и да е, што и да е, ти треба да ја сватиш таа работа како да се работи за нешто стварно што вреди во светот. Затоа стално Има ли викам, можности еве нашите ти како фотограф успеа да најдеш канал да отидеш на светската модна сцена? Има ли можности за нашите да, модели? ние имаме соработки со многу светски модни агенции. Че дали се работи Њу Йорк, Дубај, Прага, Истанбул, Турција, че имаме со повеќе. Веќе нови сме, ама самите светски агенции го препознаваат, ја препознаваат нашата работа и нашиот квалитет. Гледаат како функционираме. Нормално ние не измисливме топла вода, ние гледаме тие како работа, тие следиме Да. нивната работа, што повеќето модни агенции кај нас веќе некако во комфорт зона се има најдено. И ние малку ги сменивме тие работи. И самите агенции ни приоѓаат, самите агенции не контактираат, така Да, следат дека ги држите стандардите кои се потребни за тоа. светско ниво. се уште со девојкиве многу се Ај исплашени малку кај сега на нас. приватен план. Водата стварно ја опфативме Ајде. супер. Ни недостасува гости така од модниот свет затоа што навистина е тоа една област која е поприлично интересна за луѓето.
за оние кои сакаат да ја следат модата, за оние кои уживаат во тие фотосесии, реви, тоа е посебно едно доживување. Па затоа, знаеш, ми беше за поздрав се она што го работите вие и како пливате во целата оваа ситуација, нели кога подобна, кога помалку подобна, неподобна да речам за напредок, меѓутоа успеавте да некако ја покренете работата. Тоа ми беше иницијативата, нели, за ова денешно дружење. Кога стана збор на приватен план. Еве, Стефан, што е она што ти е секојдневие? Цело време ти е фотографијата, што е она што постојано се дружиш со девојките, нонстоп сакаат да ги сликаш, ти досаѓаат вака приватно, пошто ти веќе сериозно си наплакаш фотосесија. Јас му досаѓам се уште, иако имаме работено неколку пати, дури имавме насловна во Париз, беше мислам списанието, да. Во Париз уште има списание, не знам кај беше точно. Така да и се уште го замарам и јас, така да. Имаш доста другарки, така? Се дешава тоа, да. Јас немам некоја исклучително секојдневие, бидејќи кај мене во моето животно тема е многу тешко да направам рутина. Бидејќи многу често имам патувања и различни активности, различни градови, различни држави. Ја пошто те гледам на Инстаграм, значи се уморувам колку он е нонстоп негде, јас што го гледам. Секам како успева толку да Веќе не знам ни јас, текот на месецот кој знае колку држави посетуваш. Да, паре 5-6, има месеци 5-6, некогаш 2-3 зависи. Ама пак е тоа. Сега летово на пример, мислам нели тоа сега прекрасно, сум многу благодарен за тоа, многу работи стои позади тоа, значи буквално се менаџирам сам, комуницирам сам, организирам сам. Се сам правиш, да. Па да, немам ниту менаџер, ниту асистент, ниту ништо, се one man show. И сега тоа прекрасно изгледа на Инстаграм, тука на светот така некако one man show, секоја област. На Инстаграм тоа изгледа прекрасно, но позади тоа стои многу стрес, многу организација, многу време поминати во медитација, во добра организација. Имало патување кога сум се вратил од Ибица, за час и половина се пакувам, одам на Миконос. После тоа одам на фотосесија во Виена. Од таму менувам друг авион, друг воз, одам на друго сликање. Мислам, тоа изгледа гламурозно, да, на Инстаграм, но во реалноста е далеко од гламурозно. Бога ми, сигурно со таква тема. Мислам, не знам сега како звучи во јавноста, ама на вистина верувате дека сликовите ти со коферите како се макнеш во секој аеродром и со торбите. Мака ми е доблека, мака ми е буквално од се, од алишта. Од модни комбинации, од агенда. А веројатно и кога се појаваш таа мораш да си во некој тренд. Па тоа е најтешкото, мораш да бидеш перфектно. Мислам дека тука прашањето кога стигаш да се испереш. Браво. Благодарам за мајка ми за тоа. Сигурно. Тоа е сега прашува зашто не живееш сам, бидејќи ако живеам сам нема никогаш да се препакувам, испегнам на време. Да, дефинитивно. Патувања. Браво за. А има ли време малку за журки, нели после тие ангажмани таму? Сега нели секогаш има некои слики. After party се секогаш најбавите моменти и тука веќе навистина се опуштам, сите работни обврски се завршени и тука мора да кажеме една работа која многу малку ја знаат јавноста и еве совет до сите што со во овој свет, најголемите контакти и најклучните контакти за мојата кариера биле на after parties, во ресторани и на такви ивенти. Така да тука се дешаваат едноставно, сите се многу поопуштени, многу е пофрендли целата атмосфера и тука веќе можеш да направиш контакт кој биде клучен за твојата кариера. Да. А ти си харизматичен, знаеш да пристапиш, како што реков Преска. Весел си когаш расположен. Да, зависи кога како, нели секако, но еве, ако имам интуиција дека треба да се запознам со некој и што мислам дека има некои добри намери, добра енергија, секогаш храбро пристапам кон тоа. Но некогаш кога гледам дека некои луѓе навистина се токсични и владаат со некоја лоша аура и многу глуматаат, бегам од такви. Паметно. Освен модниот свет, ти фотографираш и од музичката сцена, од, не знам, актерска можеби. Кои ти се така некои јавни личности омилени, фаворит за фотографирање? Со кои соработуваше од цела ју сцена, мислам, дека не само од Македонија? Па, од нашиот регион, скоро сите од Србија, Хрватска, Црна Гора, некои од Албанија. Сега не би било неблагодарно да споменам некој да заборавам. Сигурно се трудам да, нели, или да ги спомнам сите, или да, не знам, само некој. Еве би сакал да ја изделам Северина како врвен професионалец и исклучително талентирана и жена која почитува уметност. Со неја ми беше одлична соработка, супер соработувам со Анастасија Ражнатовиќ, Едита Николија, Театировиќ. Они обично те ангажираат вака приватно за некоја си фотосесија или во склоп на некој проект, нов албум или не знам, најава на спот? Тоа зависи секогаш различно од самиот артист. Некогаш се конкретно за нивна лична фотосесија за промоција на
на самите себе како икони, како звезди на social медиа платформите. Некогаш е тоа пред некој настап, некогаш е тоа за кавер фотографија на YouTube за нивните песни, за нивните синглови. Најразлично зависи. Да, најинтересно е што јас нив не ги доживам како звезди, бидејќи нели имам секако пријателски однос со нив. Да, и пристапот ти е нели пошто ги Пристапот гледаш сосема во она. поинаков, да, и ги гледам во варијанта со шминка, без шминка, во нивна домашна атмосфера. И тоа е нешто што може да кажам што ги дели сите нив меѓу себе, енергијата која има секој од нив и како сите од нив на различен начин ме инспирираат за работа. Така да тоа е многу битно. Кога ќе ми каже некој вау, се работел со таа и таа личност. А всушност таа и таа личност не е толку Не е вау. Па сите се луѓе после се. Нели? Така да тоа исто многу често се случува, нели? За сите луѓе они се вау, но многу ретко кој во вестинскиот свет е навистина како човек, како фигура комплетен. Да, добро, сигурно, веројатно и кога ќе ги запознаеш од таа другата страна, веќе гледаш она што тие го носат како личност. Можам да издвојам Джела Рамовиќ како некоја личност која е навистина според мене одличен пример за младите, многу скромна, многу талентирана и многу вредна. И мислам дека нашите млади артисти од Македонија, младите пејачки треба да се огледаат на неа како таа се носи со својата кариера, со која скромност и какви вредности таа пропагира. Каде котираат нашите музички ликови звезди во однос на југословенската сцена? Па, може да кажем дека има навистина многу добри таленти и дека секогаш низ Пристапот кон кариерата и кон све тоа, не само нели музичкиот талент што си го носат како талент, тоа е веќе и вродено и се работено, така него како личност и како пристап професионален кон кариерата. Мислам дека ги фалат многу членови од тимови кои не секој може да ги приушти на некој начин и не секој ги има и не секој ги цени. Така да тука веќе мислам дека фалат членови ги фалат талентирани луѓе до нив да го оформат целиот имидж кој ни го пласираат како јавни личности. Така. И мислам дека секако водат битка со многу мала држава, каде што кај нас многу малку се слуша македонска музика и сите се викаат од Србија да настапува, така да и тука веќе се соочуваат со проблем. Но мислам дека доколку се фокусираат да прават песни на англиски јазик и да удараат на светска сцена и вложат многу труд, можеби ќе успеат. Да. Зошто да не? Ама треба цело време, нели она што го велиме, со љубов, со пристап, со професионалност. И многу вложување, многу инвестирање. Тоа никој не го сваќа, јас никогаш не бил на ово место каде што сум сега, да не сум вложил исклучително многу во хотели, патувања, не знам ја што све, да бидеш присутен на сите најголеми. Да, и оно што рековме, ти мора да си облечен така. Гардероба е дел од тоа е 15%. Значи најмногу од се е инвестирање да бидеш присутен на најголемите светски случувања. Милано Fashion Week, Париз Fashion Week, Мадрид Fashion Week. Дефинитивно тоа се најскапи хотели и карти се дека страат тие фестивали. И не секогаш ти одиш по одреден ангажман. Ангажманите да постојат, но тоа се исплаќа после 3 месеци, после 5 месеци преку маркетинг агенции и бла бла бла. Ти мора самиот да вложиш енормна сума за да тоа се исплати и да тоа се случи. А сите секогаш се низ призма на некој профит. Да, профитот е битен, нели, но до тоа да стигнеш да живееш од тоа, треба да си заработиш премногу. Ангелина, кај тебе како е на приватен план, еве кога збориме позади сцената? Дали ти се рефлектира твојата работа на твојот приватен живот, на пример? Па дефинитивно да. Заради тоа што мислам дека поготово последниот период немам приватен живот, имам само работа. Кога работиш настани и кога работиш со клиенти, мислам и реално има и премногу работа што побрзо да се заврши од се тоа. Така да се дешава и идам. И имам цел ден настан, после тоа трчам со куферот на настан, фаќам авион, имам сликање, се враќам после неколку дена, 2 дена сум тука, па пак идам надвор на сликање. Значи жртви. Не знам дали баш е тоа жртва. Ете приватниот живот. Да, некои луѓе уживаат да си работат од 8 до 4, да си имаат една константна во животот како функционираат. Јас, например, не можам тоа. Мене тоа ми е премонотоно. Јас уживам во ова темпо на живот, така да мислам дека не можам да се жалам. Јас и кога го немам тоа, јас заработам за да патувам. Значи, не ги жалам тие пари, за тоа работам, уживам да посетувам нови места, да гледам нови култури, без разлика да не се нови места, сакам да се враќам на истите места. Каде што идеш ли на подршка од партнер кога во прашањето? Да, дефинитивно. Затоа двајцата уживаме да шетаме.
Супер. Значи добро, тебе не ти се одразува, ти си го споила корисното и она што Две во едно. го сакаш, две во едно, да. И баш ми е драго што вие сте задоволни од својата работа и навистина сте успешни, па и баш сте соодветни за равенка за успех, кога е во прашање Се работата. трудиме. Да, се трудиме дефинитивно. Да, јас се надевам дека ќе имате уште многу работи кои ќе ви се случуваат на деловен план со ваква енергија и пристап. Неминовно е да се дојде до успех, сигурно. И на приватен план ќе ви посакам да имате многу успеси. Ти ќе го забавам посебно. Да, заради тоа што, нели, си работата го исполнува човекот и она што велат старите, работата го прави човекот, меѓутоа оној приватен дел каде што треба да се вложиш во себе, во своето семејство и така натаму е суштината на постоењето и на живењето. Ја, како благодарност за тоа што сте дел од Равенка за успех, ќе ви дадам подароци. Ова е термо и криогел кој ќе го дадам на Ангелина и во овој сет добиваш еден гел што лади, еден што загрева и тие се комбинирано нанесуваат. После тоа можеш да пропишачеш или извежбаш за да добро, нели, биде да се активира. Секогаш користно. За антицелулит и за овакво заслабење, пошто рече дека постојано тие исто така добиваш и колаген. Фала ти. Заедно со тоа, знаеш, колагенот, ово е бјути колаген кој е многу добар за косата, за кожата и за ноктите. Ти имаш убава кожа, вака како што можам да забележам. Меѓутоа секогаш е добро, поготово веќе, нели, во една одредена возраст, да се конзумира колагенот како суплемент и на дополнување. Не разговараме за години. За години не. Само забави, да. Тачно. Да, дефинитивно. Еве и за Стефан. Thank you. И овде ни е протеинот. Овој протеин е од 100% козјо млеко, збогатен со витамини, со минерали, има навистина убав вкус, добар е за поддршка при вежбање, нели, активности. Да, гледам повеќе. го рекламираат последно време на билборди го има, Така, мислам. значи ова е стварно квалитетен производ кој треба да го конзумирате за да се Одлично. надополнат оние потребни протеини во текот на денот. Таман не имаш снабдено со се што ни треба. На се мислиш. Се за убавина и здравје. Да. При тоа е штит за настинки и вируси кои се и текако За периодот. Тоа бодови периодот Јас дефинитивно ни денеска треба. и гратис вирусче може да ви дадам. Пошто Тоа ли ни треба? Си го имаме, фала. дори имаме нека добра дистанца. Се надевам нема, па така и малце Опа, ти повеќе благодарам молчев. најмногу. Пошто сум поприлично зарипната, ама нели кога рековме кога е професионалност во прашање, јас не можам сега да ве откажам затоа што сум настинала. После појдем фирмски, спиеме Може да готово. појдем фервекс превентивно и тоа е тоа. Уште еднаш Ако ништо ќе благодарам. одмориме. Ето, од активностите. Да. Ви благодарам уште еднашка и се надевам дека ќе уживаат Ти нашите благодарам најмногу гледачи. на тебе. Да, драга благодарам на Мајуска. поканата. Супер, мислам. Убаво е вака да се направи муабет со убави луѓе. Мене секогаш ми е задоволство кога си се дружиме и приватно, и еве и сега, и ми е драго кога има што да се каже и верувам дека ќе имаме уште многу поводи. И дека ќе уживаат нашите гледачи во една малце поинаква тема која е многу актуелна и интересна.